Добар ден на сите присутни. Денес сме тука да одбележиме завршување на еден проект, инфраструктурен проект, комунален, целосно финансиран од Министерството за животна средина и просторно планирање, изведен и аплициран беше од страна на општина Прилеп. Имено се работи за решавање на еден децениски проблем кој што го имавме во овој дел од градот, каналот кој што беше отворен на улицата Александар Македонски или на потегот од Александар Македонски до Градска река. Целосно е решен веќе сега, станува збор за должина од 117,5 метри. Извршено е зацевување, поставени се армирани бетонски цевки со ФИ 1000 и со ова всушност го решаваме проблемот на овој потек од градот. Останува сега, како што гледате, само општината го да заврши, да го доуреди земјиштето околу овој канал, така да се надевам дека за брзо време овде ќе имаме, како што разговаравме со градоначалникот, и една нова улица, па така овој дел од градот ќе биде веќе и целосно инфраструктурно уреден. Исто така Министерството за животна средина продолжува соработката со општина Прилеп во наредниот период. Имено општината има аплицирано со уште еден проект, а тоа се Лековските извори, проект кој што така е изработен од страна на Водовод и канализација. Станува збор за проектот 1 милион евра, целосна реконструкција на цевките, односно на изворите, да речам, кои што веќе се користат. Имено од податоците кои што ги имаме, од кога бил изграден тој цевковод, од 46 година не е реконструиран и ова ќе биде првата реконструкција која што се надеваме дека ќе се случи во 2025 година. Исто така од страна на општината добив информација дека веќе завршен е тендерот за долго очекуваниот проект изградба на фабриката за отпад, кој исто така е финансиран од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање. Станува збор за проект вреден 90 милиони денари и ако временските услови дозволат, се надевам дека во наредниот период ќе имаме и таму поставување на камен темелник. Продолжува соработката и со комуналец. Веќе се доставени од страна на Министерството 59 континери, 1200 канти за ѓубре, така да продолжуваме со селекцијата и се надевам дека и во иднина ќе останеме прва општина во делот на селекција на отпад. Сакам да искористам оваа прилика и да кажам дека Министерството за животна средина и просторно планирање останува партнер на општините и во 2025 година и ги повикувам не само општина Прилеп, туку и сите општини во Република Македонија и градот Скопје да аплицираат на повикот кој што ќе го имаме во наредниот период, односно крајот на јануари, почеток на февруари. Како не споменав на почеток, овој проект кој што денес го имаме дел од инвестиционата програма на Министерството за животна средина, која што редовно се распишува секоја година, така да ги повикувам сите општини да аплицираат и во оваа програма, а исто така и во другите програми кои што ги има нашето министерство. Благодарам. Мариово Гореше, дали Министерството има некакви планови за пошумување на овој период? Мариово Гореше голем дел од Македонија, веќе се започна со пошумување, можевте да видите во одделни делови на државата. Меѓутоа пошумувањето се вршеше во оние делови каде што лани изгорела шума. Тоа не е само надлежност на Министерството за животна средина, тоа е надлежност на Министерството за земјоделство и шумарство и Македонски шуми, меѓутоа ние сме во тесна соработка со нив и заедно ги организиравме сите акции на пошумување. Во разговори со директорот на Македонски шуми, прво треба онака како што ми кажа да се сработи некој дел на изгореното подрачје, потоа дури следува пошумување одново на изгорените делови од теренот. Она што можам да ја најаваме дека за во 2025 година имаме предвидено пошумување на поголеми територии, односно засадување на навистина голем број на дрва на целата територија на државата. Во однос на загадувањето на воздухот, Министерството за животна средина и владата донесоа сет на мерки уште пред околу месец и пол до 2. Имено станува збор за краткорочни и долгорочни мерки. Краткорочните мерки ќе бидат во сила цело време додека трае грејната сезона во Република Македонија.
Тие мерки се изработени заедно Министерството со Министерство за внатрешни работи, Министерство за транспорт и врски, Министерство за економија, здравство, труд и социјала, како и општините во државата и градот Скопје, заради тоа што само заедно можеме да го решаваме, односно да се бориме со овој проблем. Дел од мерките се засилени контроли на оние индустријски објекти, произведувачи, производители кои што имаат таа интегрирана и беинтегрирана дозвола. Во овој период се препорачува на големите индустријски производители со интегрирана дозвола да го намалат производството, меѓутоа во никој случај да не го згаснат целосно, заради тоа што ако се згасне повторно да се вклучувало, предизвикувало уште поголемо загадување, сигурно и загубите на производителите ќе бидат многу големи. Дел од мерките кои што се препорачуваат, а тоа е врз основа на направени анализи, е целосна зголемена контрола на станиците за контрола на автомобили, да речеме, или за онаму каде што се врши регистрација и контрола целосна на автомобили, заради тоа што еден од најголемите загадувачи утврдено е дека се автомобилите, особено дизел автомобилите и издувните гасови кои што ги испуштаат. Има методи кои што можат да ги и апарати кои што можат да ги мерат овие издувни гасови, така што и таму преземаме засилена контрола. Со општините бараме поголема соработка. Една од препораките е често миење на улиците во овој период додека е грејната сезона, заради тоа што еден показател е дека прашината е еден од најголемите загадувачи, меѓутоа еден од најголемите загадувачи се и оние делови каде што се вршат градежни активности, така да донесовме и мерки и упативме не само апел, туку мора да се започне и со контрола онаму каде што има градежни активности. Забрането е во периодот од 7:30 до 18:30 да се носат градежни машини на градилиштата, бидејќи тие се едни од најголемите загадувачи. Она што го увидовме последниве денови е дека каде што има градежни активности, за жал, не само што не се почитуваат препорачаните мерки, туку напротив, не се почитуваат ни мерките за загревање. Имено она што го забележуваме е дека сопствениците на тие градежни објекти, за да се топлат работниците, во буриња палат се и се што, така што и на тој начин го зголемуваме загадувањето. Малите и средните фирми можам да кажам дека се едни од поголемите загадувачи, така што во наредниот период се засилуваат, веќе се започнати контролите и повторно упатувам апел и до општините да ги пуштат и општинските инспектори на терен, особено во малите и средните фирми, заради тоа што не само оние кои што имаат таа и бе интегрирана дозвола, туку оние што работат само со елаборати одобрени од Министерството за животна средина, како што се разните работилници. За жал, отпадниот материјал, отпадното масло го користат за грејење и согорување и на тој начин се загадува животната средина. Сакам да потенцирам дека ако мерките ние ги донесеме, меѓутоа ако не се почитуваат, џабе се мерките донесени, и заради тоа потенцирам дека ова е една заедничка борба не само на Министерството, на владата, туку заедно и со општинските власти, меѓутоа и со сите граѓани на државата. Најголемиот проблем кој што го предизвикува загадувањето, а тоа е грејењето, во моментов не може целосно да биде решено, меѓутоа веќе како влада имаме еден долгорочен план кој што го направивме 2024-2030 година, кој што предвидува постепена промена на системите на грејење, како што и во претивме во нашата изборна програма, имено прво во државните, општинските институции и така натаму. Овде слободно можам да кажам дека веќе имаме еден проект кој што е во тек во соработка со Европската унија, имено од компонентата ИПА-3. Тој истиот проект каде што во Скопје дониравме 6 еколошки автобуси, предвидено е именување на системите за грејење на 70 државни институции во неколку градови во државата. Што Министерството за животна средина презема на некој начин, еве за општина Прилеп, да помогне или да се изнајдат средства во однос на тие пречистителни станици за кои што општините и државата е обврзана да ги има, заради тоа што стандардите на Европската унија тоа го налагаат, а и да не се загадува
земјоделското земјиште во околината. Кога се носеше буџетот, имено бевме и критикувани зошто Министерството за животна средина и просторно планирање финансира канализации и водоводи. Еве повторно во однос на загадувањето ќе кажам, во 2025 година за жал се уште имаме во цела држава населени места па и дел од градски средини каде што нема канализација и токму и решавањето на проблемот со загадувањето е воведување, односно изградба на нови канализациони системи. Ние продолжуваме во 2025 ќе Министерството ќе финансира изградба на канализациони системи. Обврска на општината нормално е да достави проекта, наша обврска како Министерство и влада да ја финансираме. Во неколку населени места ние имаме потреба од изградба на канализациони системи во општина Прилеп. Дел се при крај во 3 населени места, Мало Големо Коњари и Карнатларци. Доколку јас се надевам дека сега можат повеќе од мене да одговорат директорот или градоначалникот, ако се аплицираат проектите, се добре дојдени. Почитувани медиуми, се најдуваме на еден дел од нашиот град, населено место, каде што е завршен проектот на средување на каналот кој што беше децениски проблем, бидејќи во овој дел од градот, на потегот од улица Александар Македонски до сливот, односно влезот на речното корито на градската река, постоеше канал обраснат со вегетација и тиња. Конечно, овој проблем на овој дел од населението до ова урбана заедница е решен комплет со зацевкување, односно ДН1000, тој е профил кој што комплет атмосферската вода на ова сливно подрачје ја депонира до речното корито. Воедно и сите приклучоци на комуналната, односно канализацијска инфраструктура и атмосферска се реализирани, така да навистина овој дел од градот нашите сограѓани се задоволни. Воедно во скоро време го активираме и продолжување на овој проект, тоа е сообраќајно вклучување сообраќајница на овој дел со улица Блаже Темелковски. Воедно со тоа го решаваме и изгледот, исто и инфраструктура на парково зеленило и се она кој што го заслужува овој дел на градот. Инаку, овој проект е од програмата на Министерството за животна средина и просторно планирање, инвестициона, која што нашиот проект го прифати и со сума од 4,5 милиони денари е реализиран. Претходно проектот е изготвен од јавното предпријатие Водовод и канализација. Такви проекти имаме уште многу, кои што нашиот град ги заслужува и се аплицираат веќе до февруари. Сметаме дека завршно со февруари ќе бидат аплицирани и воедно со тоа со средства подпомогнати од владата ќе ги реализираме во 2025. Воедно да изразам голема благодарност до Министерството за животна средина и просторно планирање, до заменик министерката за животна средина, јавните предпријатија и пратениците кои што сите проекти во 2025 помагаат и се надеваме дека комплет ќе ни бидат реализирани во нашата програма.